Почитувана македонска јавност, ова беше нашиот колега, представник на шарената револуција, на невладините организации, на борците за слобода, на борците за демократија. Ова е Павле Богоевски, кој што требаше да ги брани интересите на граѓаните во Република Македонија, кој што требаше да се бори за повисоки плати, повисоки пензии, да се бори да се намали смртноста на новороденчињата, да појде да легни под багерите на водно, кој што сега ја уништуваат шумата, да појде да направи перформанс пред Министерството за здравство, да легнува да се прпела дека тој е министер за смрт. Тоа е Павле Богоевски. Невладиниот борец кој што ќе поднесуваше закон, односно амандмани за противуставниот закон за двојазичност во Република Македонија, па не можеше да ги однеси во архива 3 месеци. Човекот кој што ќе влезе во историјата на македонските невладини организации, кој што за 6 месеци поддржал 2 пуча. Во учебниците ќе се учи за таков невладин активист. За која демократија зборуваш, бе колега Павле Богоевски? Гледаш ли што се случува во државава во овој момент? Знаеш ли зошто ја поднесовме оваа интерпелација? Се прашуваше на почетокот, чуму поднесувате интерпелација ако знаете дека ќе биде неуспешна? Знаеш ли, колега од невладиниот сектор, поддржувач на антидржавните политики на Социјалдемократскиот сојуз, чуму поднесовме интерпелација? Таа ја поднесовме бидејќи мислевме дека во тебе ќе проработи совеста, во тебе, во колешката до тебе, во Туфекџич, во колегите од Дом, кај колегата кој што е пратеник, представник на пензионерите, затоа што ако не сте вие, нема да бидат и тие. Ако има искрени и реални пратеници, представници на невладиниот сектор, кои што ја црпат поддршката од тие кои што им верувале до 11 декември, нема да има влада вечерта. Затоа, колега Павле Богоевски, веруваме дека ќе проработи совеста. Еве уште еден документ. Ова си се надевам ти, човекот пред 11 декември. Најдете еден доказ дека Заев заговара двојазичност и ќе се повлечам од мојата функција. Павле Богоевски. Затоа ја поднесовме интерпелацијата. Да се повлечеш. Да се казниш сами од себе си, бидејќи си ги излагал сите тие двојазичност, премиере. Во прилив двојазичност, од градскиот сад ја ветивте двојазичноста. Имате реплика на Павле Богоевски. Верувајте дека е така. Знаете и самиот. Ја завршите Реплика работа. имате на Павле Богоевски. Очекуваме Павле, прозвам. Очекуваме колегата Павле Богоевски да се извини на македонската јавност, да поднеси оставка, да проработи совеста во него, за да биде оној вистинскиот борец за човекови права. Вака било сето фарса, Павле.